да бидеме гласни и да раскажеме што ни се случило, тоест да ги охрабриме нашите најмили, нашите деца да кажат дома што им се случува, како го поминуваат денот, што остава траги во нивното емотивно живење, дали на училиште, дали на улица. Врсничкото насилство не е едноставна појава, не е обично детско кошкање, бидејќи носи своји одредени специфики, своји карактеристики кои што оставаат последици. И тоа можам да кажам дека е една битна, значајна карактеристика, дека децата кои што се на било каков начин вклучени во врсничкото насилство, дали се од позиција на жртва или од позиција на сторител на насилството, или пак се сведоци, наблюдувачи на насилството, не поминуваат туку така, туку целата таа ситуација кај нив остава лузни, траги во, јас велам, во нивната душичка, затоа што тоа се невидливи лузни. Ако некој ги изгребе, ако некој не удри, тоа ќе покаже модринка, гребаница, искината облека и слично, меѓутоа зборовите или психичкото насилство и така како може да остават последици кои што се психички и невидливи од надвор.